Органското производство не значи не третирање, туку третирање и употреба на ѓубрива се дозволени во органското производство. А таа дозвола се добива од сертификацијски тела, дали дозволени сертификацијски тела од надвор или претежно за производството се грижат нашите сертификацијски тела. Строго е забранета употребата на хербициди, што е еден од најголемите проблеми, да речем, на земјоделците. Како најголем проблем се јавува затоа што при употребата на органските ѓубрива има поголема појава на трева. И тогаш имаме проблем, не сме да се користи, или треба да се користи на најлон садење, или со рачна употреба, со што значи дека не е позахтевно малце органското производство отколку конвенционалното, зашто знаете во конвенционалното хербицидот и решен е проблемот и сега колку ќе биде ефикасно и тоа е знак прашање. Посебен начин на производството од почеток е од времето на расад. Значи исто во време на расад не може да користиме, знаете вие дека се употребува хербициди во време на расад и таму е забранет расадот. Во посебни супстрати, во посебна просторија да биде разделено од конвенционалното производство, ѓубривата да се исто дозволени во органското производство. Од досегашното искуство се докажа дека понапредни расадите се кога се користат на овој принцип, на органско производство, начин да се произведат, отколку во делот како што досега се користеле и понатаму оди расадувањето на нива. Расадувањето ќе биде или на најлон, или ќе биде со, како што кажав, со рачна обработка во борба со плевелите и не е ништо поразлично од конвенционалното, освен тоа што нема да користиме хербициди. Добивката, стално од досегашното искуство, сите оние кои користеле органските препарати за заштита, претежно и при храната, се покажа дека во ништо не го намалува приносот. И тоа е тоа, да треба само да се разработи свеста кај луѓето, да пробате, да видите, и да се уверите самите дека добивката ќе биде стално поголема кога се работи за органско производство. Значи, еве, кој е патот до доаѓање до сертификат за органско производство? Најпрво, најбитната работа е самиот производител да свати што е тоа органско производство, да се едуцира. Тоа најлесно може да го направи ако го отвори Законот за органско производство. Има правилник за растително органско производство, краток е, се чита за 10 минути и таму се објаснети сите работи кои што треба да ги има еден производител за да дојде до сертификат и да влезе во процес на сертификација. Откако ќе одлучи да сертифицира, треба да најави до една од сертификацијските тела, има две во Македонија, тоа е Процерт и Балкан Биосерт, да пополни формулар еден едноставен и да каже каде се наоѓа, колку површина располага, која култура ја одгледува, врз база на што треба да добие понуда, затоа што самата сертификација се плаќа одредена сума. По добивање на понудата и прифаќање на понудата се закажува термин за контрола на терен. Најмалку еднаш годишно, а по потреба и неколку пати, зависно од видот и ризичноста на производот, се доаѓа на терен и се врши контрола. На контролата се склучува договор со сертификацијското тело и производителот. Се собираат податоци од терен, фотодокументација, други прилози како имотни листови, фактури од препарати, од ѓубрива и така натаму. И се прави еден записник, едно досие кое што се праќа до сертификацијски службеник по главната канцеларија на сертификацијското тело, каде што друг вработен го прегледува целото досие, доколку има некои нејасноти пак поставува прашања, доколку има потреба, ако треба и уште една контрола може да се заврши и потоа се донесува сертификацијска одлука, која што донесува пак уште друго лице, значи друг пар очи ги прегледува истите документи и се донесува таа сертификацијска одлука и се издава сертификат или не се издава доколку има прекршување некој. Агротим аплицираше кај нас на повикот за поддршка на овие подсектори со идејата за договорно производство за органско производство за органска пиперка. Ни се види интересна идејата и викаме добро, супер, идејата е одлична, ајде да видиме што можеме ние да помогнеме. Особено сме заинтересирани да го поддржиме договорното производство. Во моментот и Македонската асоцијација на земјоделски задруги, заедно со Македонската асоцијација на преработувачи, работат на договорно производство, исто поддржани од нас.
Во петокот имавме состанок во Струмица, каде за другите и преработувачите се сретнаа и за прв пат почнаа да преговараат да за другите продаваат директно на преработувачите. И викаат до сега цело време трговците се тие што користат. Бидејќи земјоделците на преработувачките капацитети не сакаат да кажат цена на почеток на сезоната, земјоделците чекаат до последен момент и на крај трговецот ќе го купи производот, земјоделецот ќе заработи помалку пари, преработувачот ќе плати повисока цена и уствари сите губат, само трговецот добива. И реално договорија, се надевам дека ќе биде сега успешно, да се направи понуда што може да понудат земјоделските задруги, што би откупиле преработувачките капацитети. Значи, нашата идеја е оваа година, во соработка со Министерството за земјоделство, да видиме кои се можностите и проблемите во договорното производство. Оние кои работат во Министерство и во АПР веќе знаат дека во програмата за рурален има една мерка 125, таа е за договорно производство. Се договоривме дека оваа година ќе ја вежбаме, ќе ја пилотираме, да видиме кои се проблемите и кои се можностите. И на крајот на годината ќе заедно со Агротим, Македонска асоцијација на земјоделски задруги и со Македонска асоцијација на преработувачи ќе се напише упатството на таа мерка и наредната година би требало овие кои сме тука да бидеме спремни да можеме да ја користиме. Која е целта на таа мерка? Таму ќе се аплицира целиот систем, преработувач, земјоделци, може да бидат консултанти, сите оние кои се потребни за да се произведе еден производ. Да речеме сакаме да произведеме органски ајвар, имаме преработувачи, имаме земјоделци, имаме консултанти, значи целиот тој процес за да се организира, меѓутоа ќе биде потребна можеби некоја инвестиција. Дали ќе биде потребно ново семе да се увезе, дали ќе биде потребно да се направи, да се инвестира во некакви модерно производство на расад, не знам што е тоа што ќе биде потребно и тоа ќе биде финансирано од мерката во Министерство за земјоделство. Значи, доколку го изразите вашиот интерес за да произведувате сертифицирани органски производи, знаете кој е патот кој треба да го добие тој сертификат, а понатаму морам да кажам дека модерните трендови во земјоделието се повеќе и повеќе се движат кон производство на органско производство, органски производи кои се повеќе се тренд во конзумирањето на храната во светот и подготовката на храната. Она кое што го прави Министерството за земјоделие е сигурно поддршката која ја гради заедно со платежната агенција во делот на субвенционирањето. Значи, за одредени производи секоја година имаме различен норматив, односно зголемен процент на субвенциите 20, 30 до 50% по одредени производи, органски производи, сертифицирани органски производи. Значи, трендовите кои се движат во светот, знаете, тука претходно разговарав во неформален разговор, треба да се вложува, треба да се пратат, се со цел да бидеме што поуспешни. Министерството заедно со платежната агенција, заедно со партнерите кои ги има во овој целиот процес, очигледно дека овозможува услови за тоа вие да го направите. Во случајот, поттикнување во делот на финансиите, во добивање на зголемен процент на субвенции за разлика од обична субвенција за производство конвенционално. Со процент имаме искуство во изминативе години, сме сертифицирале одреден број на земјоделци, меѓутоа не во делот на градинарското производство. Кривогаштанскиот крај е еден сериозен производител на пиперка со големи познавања за пиперката, голем број на откупни претпријатија. Се надевам дека во овој правец во делот на органското производство ќе најдеме клиенти кои понатаму ќе ни бидат како пилот. Лица кои што понатаму ќе кажат дека тоа не е тешко да се примени. Стоиме на располагање како советници, јас, колегата Маријан, тука сме двајцата. Имам и помлад колега, тој не е почетник, меѓутоа сепак може да учи од нас, да гледа и како полесно да ги имплементираме органското производство. Во делот на субвенциите нема да навлегуваме колку повеќе и така натаму. Колегата од Министерство кажа, меѓутоа сепак и поддршката во тој дел е сериозна, доколку сакате да произведувате на органски начин.